Секој човек заслужува поддршка, заслужува да биде подкрепен, но и да биде рамноправен член на заедницата. Токму затоа, во поддршка со град Скопје, во Скопје беше отворен дневниот центар за лица со попреченост, кој што ќе им понуди на сите овие лица своите активности, своите дневни можности и капацитети да ги задоволат токму во овој центар. На линија ја имаме Викторија Петровска, која што во овој момент разговара со Фики Гаспар за новиот дневен центар за лицата со попреченост. Повели, Вики. Добро утро повтор пат, Оливера, и поздрав до сите наши гледачи кои ќе го проследат и ова линковско вклучување. Токму така, од неодамна се отвори центарот за дневен престој за лица со попреченост на 14 години од Центарот за психофизички развој Гаспар, а секако со поддршка на град Скопје. Што ќе нуди ваквиот центар токму за намената за лицата со попреченост на 14 години, кои се поволности и придобивки токму ги нуди за овие лица. Утринава разговарам со психолог Фики Гаспар и основач на Центарот за психофизички развој Гаспар. Фики, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата и тајде накратко за центарот, новоотворениот центар на Гаспар, секако со поддршка од град Скопје, која е целта, намената и придобивките секако за лицата со попреченост. Да, добро утро. Благодарам што сте присутни овде, што дојдовте да на посетите. Нешто кое што ние го разговаравме со град Скопје и они кои што го имаа во својата програма е баш ваков центар за дневен престој. Тоа е над 14 години, но една група која што е предвидена од 12 корисници да биде над 26 години, кој што моментално сметаме дека е доста потребно за семејствата. Имаме корисници кои што ќе се вклучат, сега сме во процес на мапирање, тоа значи дека ќе ја видиме потребата од страна на град Скопје покрај обезбедување на просторот, обезбедени сме и за целосно функционирање, но тоа што моментално го правиме покрај мапирањето е процесот на лиценцирање од страна на Министерството. Просторот е уреден согласно сите критериуми и во најскор период очекуваме дека комисијата на Министерството ќе дојде, ќе направи посета за да може да го лиценцираме. Целта е оствари да семејствата немаат никаков трошок. На почеток, процесот на мапирање тоа е се организирано и финансирано од град Скопје, а понатаму да може да биде одржлив овој проект со години нанапред, ќе биде финансирано од Министерството, со тоа што корисниците ќе можат да доаѓаат и да учествуваат во овој дневен престој кој што ќе функционира секој работен ден од 8 до 4. Значи, во програмата имаме повеќе активности. Моментално имаме некоја шаблон програма која што ќе модифицираме, кога ќе знаеме точно какви корисници, пошто нема лимитација на попреченост, кога ќе знаеме со какви корисници работиме, ќе адаптираме точно на самите корисници за да може да биде скроена според нивните потреби и нивните капацитети. Моментално ги имаме сите тие аспекти на соба за физиотерапија, соба за вежбање, работа окупационна терапија, имаме простор за работа со активности, со едукација, со сите останати работи кои што се потребни и во нашиот тим предвидено е да имаме 4 негователи и 4 стручни лица. Стручните лица ќе бидат психолог, 2 дефектолози и социјален работник, кои што се најспремни да одговарат на овој предизвик кој што го имаме, се со цел да можеме да го подобриме квалитетот на корисниците, но и квалитетот на семејствата, затоа што во тој период, они кога ќе ги остават своите деца, да бидат дел од центарот, ќе имаат можност и да завршат работни обврски, да имаат кариера, која што за жал до сега едниот родител беше дома со корисникот, а останатиот родител на работа, така да малку ќе го избалансираме и тој момент на семејството, кој што според истражувањето, но и според мапирањето што го направи град Скопје, зашто е потребно од овие социјални услуги, тоа испадна како една од поприоритетните работи, така да се надевам дека со ова ќе помогнеме и ќе можеме да функционираме многу подобро. Да, и накратко како оди процесот на мапирање, секако кои дечиња, односно кои лица имаат предност во целиот овој процес и дали тоа значи дека станува збор за центар со целодневен третман, односно напоменавте од 8 до 16 часот? Да, тоа значи со цел, со тоа што ќе биде вклучена исхрана. Мапирањето го правиме со оглед на тоа да видиме колку потреба има. Се јавија доста семејства кои што имаат потреба да бидат дел од ваков центар, да ги донесат нивните деца, а го оставаме делот на вклучување на институциите кои што они според имаат критериуми според МКФ кои што треба, еве имаме еден корисник со нас,
кои што уствари се разговара со семејството и се види адаптација како би можеле и како би прифатиле да функционираат. Така да специфична ни е работава, но очекуваме дека ќе има многу бенефит за семејствата кои што се од Скопје. Да, Фики, во интерес на времето за ова линковско вклучување толку, меѓутоа ние ќе останеме овде во просторот, ќе прошетаме ни сето она кое што вие го имате подготвено токму за овие корисници и ќе си направиме дополнителен прилог секако за сето она кое што ќе го работи овој центар. Ви посакувам многу успешна работа и секако задоволни родители на ваквите токму дечиња на кои што им е најпотребен ваков центар за дневен развој. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Да, токму така, новоотворен центар за дневен престој за лицата со попреченост од Центарот за психофизички развој Гаспар со поддршка на град Скопје, наменета за сите оние кои што не смеат и никако не треба да се почувствуваат осамени и сами во општеството, лица на кои што им е потребно секако повеќе љубов и повеќе разбирање и прифаќање дека сите сме еднакви денес. Студио. Благодарам. Навистина беше потребно вакво нешто и во главниот град и верувам дека ќе биде добро дојдено за сите лица кои што имаат потреба од